Здраво дечки, добре дојдовте во нова епизода на Каков муавет. Денеска со специјален гостин, IB Production. На опасен муавет. Фала што прифати уште од старт. Да. Доаѓаш директно од Словенија. Од Словенија, од сите градови во Македонија доаѓам од сегде. И директно на подкаст да испостуваш. Да. Збор беше даен уште кога? Таму ноември, декември. Да, ама реков дека ќе дојдам и дојдов. Фала ти стварно. Еве, знаеш ти како е со јутубот? Јасно ми е. Активен јутубер или бивши јутубер, да те кажуваме? Пасивен јутубер. Ни Пасивен, бивши, ни ни активен. бивши, ни- Негде измеѓу. Така. Па добро. Сега со факултетот знам како е, така да еве ќе збориме и за тоа после. Да. Прво еве да те прашам, те поканив да кажеш прво да кажеш кој си, зошто дојде, зошто прифати тие некои работи. Прифатив затоа што видов малце што снимате и знам на почеток како е да правиш со гости дур да најдеш. Добро. Знам дека е малце знајда заглави на почеток, ова она. Што сакам да кажам? Се збуни, блокирамо за тоа. Имаш уште нешто што сакам да го кажам за Нешто идењето, пред се YouTube? затоа што сум дал збор, значи уште месеци уназад и сега знаеш како не знам како некој да ти откаже или да ти извиси ова она, Да, значи кој ќе така. се договориш треба да си останеш на зборот, да се испочитуваш. Добро, Затоа мислам, што- ти кажа околу нова година ќе биде, па те Ама, зезна од факултет. останав и за тој период не дојдов. И затоа, а иначе IB Production, јас и екипата, Те знаат, мислам дека да. Нема потреба некој така вовет за Дополнителни, тебе, да. за каналот, те знаат, ако некој не те знае од нашата публика, мислам ние ете Ќе се се уште запознаеме сега. створиме пробуваме да створиме некоја публика, меѓутоа еве ако некој не го знае, IB Production на YouTube. ќе гледате видеа влогој со возење точаци. Да. Тоа е нешто што, мислам, по тоа сме станале препознатливи. Да. Јас, Иво, Давид, Ангел и цела екипа што сме снимале. Сега поретко заради обврските, порано многу поќе. Добро, сега и више сме постари, така Да. знам како е да пробаш да најдеш време да снимиш. Да. Па после еве ние добро имаме ангажирано и едитор, ќе го поздравам и него. Меѓутоа ако требаше да монтираме сами, може и немаше ни да стигаме една недела видео. Тоа е многу убав потек, затоа што ако пробаш се да правиш, ако не се диверзифицираш, е таму најголемата грешка човек може да ја направи во YouTube-от. Така. Така што вие убаво се направиле таму. Сега кај мене, кој ќе го видат каналот, нема да видат многу видеа заради хакирањето. Да, што беше пред неколку јас години. отворив, вика 4 months ago, па вика Да. 1 year ago. Да, ама сакам да кажам дека претходно кога биле 460 видеа, 500 видеа, тие веќе ги нема заради тоа што бевме хакирани и ни си ги бил избриша хакиран. видеата, да. Колку сега? Има барем 100? Сега не, сега Остана има 30 нешто? на видеа. А, Сите стари значи, видеа, значи од скроз. кога сме биле хакирани, да, ги нема. Да, добро, ја те памтам од таа ера на GP, на Стефонатор, на Иван да, Ајнштајн, и он гостуваше. Огледав И да, и баш ги имам гледано тие видеа. Сега ние сме тука негде генерацијски, меѓутоа тие те си снимал, јас сум бил како чекај да видиме кој си, што како си. што сум бил јас исто. Па да, и интересни ми биле, па и сега искрено не сум отворил во поново време, меѓутоа тогаш кога ги гледав, интересни ми биле и влогчињата и све тоа. Да. Моментот е додека да си најдиш некоја насока во која ќе се движиш. Јас, например, еде сега дојдов кај вас, ама некој што, да речем условно кажано, се на почетокот и кога уште размислува што да прават, Што да се снима. да, Сушност. може би и грешно ти да му поможеш. Иако може тој ќе те кани, ти ќе го одбиваш или ќе го одолговлекуваш тоа. Ама јас, мислам, и јас тоа сум го правил, затоа што јас мислам дека е поправилно. Кога гледам од моја гледна точка како јас сум снимал видеа, како сум се пробил, затоа што ако некој што снима и уште на почеток и, например, нема доволно изградено некоја
патека по која ќе се движи, со твоето гостување може да, например, да донесиш публика, што може во иднина кога тој ќе се пронајди во содржината што сака да ја снима, да не му е соодветна. Да. И затоа, например, многу често чекам да се стабилизира, да фати некој правец, да си ја собери публиката за тоа што ќе прави, и после да му гостуваш ако се совпаѓаш со интересите на публиката. Меѓутоа, ти виде кај нас некој потенцијал, па затоа Да, рече, јас ајде. го гледав видеото со Иван Добро. и немав многу искрено гледано, ама тоа видео го гледав и беше супер. Беше окей, си викаш, зашто да не ја. Да. Супер, супер, мило ми е баш што дојде. Да, тоа што викаш, ние еве уште немаме изградено, мислам, нашиот канал се базира на подкасти, меѓутоа еве во последно време нешто почнавме и со влогчиња, па некогаш ще мислиме дали влогови поише, дали подкасти поише, меѓутоа од почеток решивме дека ќе биде ова подкаст канал, па затоа поише се базира на подкасти, меѓутоа доколку видиме повеќе резултати, доколку публиката, да речеме, сака повеќе влогови, дефинитивно зашто да не снимаме повеќе влогови. Што ќе каже публиката тоа е? Така е секогаш и така и ќе биде и така и ќе остане и ќе Треба биде. да си го слушам и јас, треба тој совет ти барат да возиме точаци, а не Да. возење точаци. Значи точаци ќе возиме. Па, кога има време, да. Затоа што, ете, и ти кажав и претходно, јас имам работено со деливери, со точак, плюс и искрено цел живот сум на точак, дури на школа имам идено со точак, средно и основно. Јас исто, да. Така да, знам како е меракот за возење точак Да. и по цели распусти и лета, еве и баш натака иде муабетот, така да ќе почнеме така некако, еве да кажеш нешто за доаѓаш од Битола, сега помал град од Скопје, ама не толку мал, да кажеме. Да, втор, трет по големина и сега зависи. Да, зависи кој како гледа, некој гледа Да. население, некој гледа... По население или втор или трет, зависи сега Куманово, не знам колку има. Да, меѓутоа, сакам да кажам, од поголемите, да, граде. доаѓаш од поголем град, да кажеш како си живеел таму детството, мислам, ти се уште живееш таму, у Словенија само студираш, ама ете, да кажеш, некој Детството такви таму работи. истото горе-долу друштво што сме снимале видеа, сме се дружеле заедно. Сега има и други деца од страна што на пример не биле во видеата, ама што сме се дружеле. Иначе класично предзграда со точаци, значи со точаци ние возиме уште пред Таму да е се прат збиранката. видеата, да. Се и се што, сега да се сетам вака нешто. Еве, баш вака со видео ќе ти врата може и некои мемории. Да, ама претежно предзграда, ете нешто што било актуелно тој период, сме играле војни, значи мојата населба против друга населба, па со пиштоли, со пушки, па карање, тепање, таков период беше. Можеби са многу велат, тоа е последната генерација што така растела, не знам како. Јас мислам и денес има деца што слично си живеат, поготово не знам сега Скопје, тоа може и да и од град до град да варира, ама Битола мислам дека има уште такви За генерации. Битола мислиш дека е Да. се уште така. Да. Па види, јас за Скопје искрено ние имаме како деца вака од мало, тие што ме знаат за кое мало зборам, имаме играно, претежно имаме играно спортски игри, фудбал, кошарка. Фудбал да не правиме муабет. Да, Кошарка да. поредко, ама фудбал исто имавме тимови, како што имавме војни помеѓу населбите. Така и екипи. Така и екипи, значи војна на различни во различни категории. Војне и во фудбал, војне Да. и во тепање. Да. Да, па не, ние така имаме претежно фудбал, леве, кошарка, некојаш се знаели за тенис, за ракомет, за некои такви. За некои можеби понепознати спортови, за мене и тенисот си го обожавам, така да ете сме играле такви некои спортски поише активности. Меѓутоа сме играле и народна, например, знаеш вајда што е народна. Не како двајца, не знам како да ја објаснам, меѓутоа пак е игра што е треба со поише души, барем 10 да се. Добро. Исто и граница, тоа Граница знам, но никош не знам ни да играм, никош не сме играли. Еве, и ние тоа сме играле како сме се собирале 30-40 души и сме играле по цело време.
еден период дури и бейсбол игравме во основно, така да... Тоа веќе е хардкор нешто, Да. сте навлегле во длабокото. Да, баш, поише спортски игри, меѓутоа и тие некои, како народна, како граница. А што така се случува во народна? Во народна, како двајци има од страна, има се некои правила, претежно се игра со топка и како демек ги гаѓаш тие, па тој што ќе биде погоден како испаѓа, нешто така. Некои... Аха, после тоа тој што треба да годи, вајда, или? Тој што ќе го погодиш, мислам дека како Отпаѓа? испаѓа, па демек нешто тука имаше некој, сега не памтам ова години што има продадено, меѓутоа има нешто со плюс животи, као демек тој што има пример, не знам, 3 животи, па ако го погодиш пак не испаѓа, па не знам што. И кај нас ја има таа игра, само мислам поинаку се вика, само не можам да се сетам како. Добро сега, да, нормално е да има различни. Да, имаше игри, со топка така, со годење, само не знам како се вика. значи, тие некои слични игри. Да. Така било друштво ептен, значи по цел ден играње. И многу интересно беше. Во интересен период. Тука почнуваш негде YouTube, сега не знам кога почнуваш, 5-то, 6-то, кога или Да, 5-то или 6-то одделение отприлика беше 2016 мислам. Скоро 10 години. Мислам скоро 9 се сега. 2016 не е нешто 6-то, 7-то, така му доаѓа. Така најверојатно, да. Интересно почнавме да речам без ние почнавме без некои очекување или не амбиции сме имале, ама некои очекување или некои предикции да правиме. Значи сме почнале сосема различно од тоа што кога сме снимале активно на македонски. Правевме она, како се викат, како не микстейп, кој ќе има повеќе музики во едно видео, например 1 сат, не знам. Ремикс Ремикс или на постоечки песни ги спојуваш во едно. Како нешто како плейлиста или Плейлиста, ете тоа. Да. Плейлиста, да речеме, и тоа го објавувавме, значи копирајт цело време јадевме, не ги знаевме како функционира тоа. Не знаевме уште што е копирајт. Да, и со тоа почнавме, после рековме ајде ќе снимаме на англиски, тие видеа ги нема. За жал и за среќа тие беа ептен. Еден дел за жал, еден дел за среќа. Еден дел за жал, еден дел за среќа, да. Беа критични видеа, значи на англиски појма немам онака што снимам, што правам. Битно е нешто да се снима. Да, ептен беше тоа. Битно е квантитетот. На почеток Абе, тогаш, ку знаеш што имаше, не се ни сеќавам колку често објавувавме, ама така почнавме, па после рековме почнуваме на македонски. И на македонски според мене брзо така да речам се дигна. Се ширеше. Тогаш беше и нели во експанзија јутубот и публиката се Да, ширеше. македонските јутубери тука тој период баш се газеше. Мислам дека. Се газеше со тоа што се отворе патот, а од други аспекти не се газеше толку. Значи се газеше затоа што дојде нова публика што после се задржа на YouTube и втората генерација на јутубери многу полесно беше затоа што имаш публика, само треба да ја повлечиш, да речеме, кон тебе, онака, да бидиш виден за тоа што го правиш. Пошто, кога имаш веќе ти некоја навика на луѓе што го користат YouTube, е полесно отколку кога треба да ги привлечиш ти кон YouTube-от. Пред да ти станува публика со тоа што станува дел од YouTube. Сега се веќе на YouTube публиката, значи YouTube-от многу пораширен е сега. Да. Порано. У Македонија зборим. Да. Ама и во странство, и тогаш исто се ширеа многу јутубери, тогаш не знам, немаше 100 милиони сабскрајбери некој. Да, сега мислам дека се 2-3, така нешто? Со 100 милиони многу поише. Да, тоаш PewDiePie нели PewDiePie, беше периодот. Тука се јадеа. Да. Сакам да вака сега дури ми умисла, еве Ритко дали го познаваш, пошто он е мислам од поновите така, он е од Битола и он така. Да. Лично или така имаме снимано и видео заедно. Имате? Сега тие вајда беа кога има веќе хакирано па ги нема, ама има знам на неговиот канал да речеме, не знам, 2 видеа мислам дека беа. Порано сме биле во комуникација. Тоа сакам да кажам, пошто од исти град
и тука да соработувате полесно. Да, тоа пред 4 години негде беше, да речеме. Да. Кога јас бев малце поактивен, знам дека во период на корона беше. Кога повеќе се здруживме, се запознаивме во летен период и така одреден период. Сега, ти си почнал со тие, како со влоговите одма почнуваш од старт или почнуваш тука да, што викаш ти да бараш, пошто да те препознаваат луѓето, публиката? Да, влоговите и некој гейминг видеа правев, иако не сум некој што... После сватив дека не се пронаоѓам во тоа, значи гейминг не е за мене. Не ти иде едноставно и тоа е тоа. Не сум ни некој што игри, освен League of Legends по некој, само тоа е... тука тоа е повеќе од игра, тоа ти е диагноза. Да. Не е тоа, не е играчка лова. Ако влезеш у неа, мислам дека толку. Значи да, таму имаш различни терапии. Така ја се зафркавам. Обично кој играш то quick play, да речеме. Тоа ти е така обична терапија, знаеш, колку да се држиш, се ова е преувеличувам со тоа што Да. Ама ако играш ренци веќе на тешка терапија, значи си имаш таму веќе си сериозно навлезен. Спас дали има е тешко, некој ќе се спаси, некој не. Еве ти си се спасил. Јас ренк никош не сум играл. Немаш играно? Не сум толку навлезен, јас 2 шампиони ги играм само и тоа. Кој? Lux и Jinx. Добро, ама од тоа од постарите сега не знам какви има. Јас немам исто така играно негде од 2018-19. Меѓутоа горе-доле бидејќи имам двајца другари, исто они се ептен навлезени и они ми ги кажуваат сите нови чемпион што ќе искочат. Да. Така да горе-доле ги знам и новите, меѓутоа јас сум поише исто од таа старата генерација, да кажам, на LoL играчи и ги знам тие старите што се сега да не ги набројуваме, ама тие ги знаеш, некој, не знам, Гарен, Тимо. Да. Ги знаеш повеќе. Тимо е тој што фрла ко некој печурки, да речеме, не знам што се. Тимо, да, печурки фрла. Да. Тука не знам кој беа. Тоа ми е токсичен пример. Сменавме потполно тема, зборавме за какви видеа за YouTube, да. Епа тоа е. Епа тоа ти прави League of Legends, значи тоа е ова практично се покажа тоа што го тврдев. Да, у пракса се покажува зошто не треба да се игра. Не треба тоа да се игра. Си друштвото ете што снимавме видеите играт од време на време. Тоа е многу зависно. Истото и за FIFA, ќе ти кажам, ја играм FIFA, истото и за FIFA. Влезеш ли се губиш минимум 2-3 сата. Готов си. Да. Значи, тука доаѓа психичкиот дел, прво си викаш да играм ли ве сега и тука се лажеш више со една партија 2. Па ќе речеш да кажеме една од тие 2 партии ќе ги изгубиш. Ај уште една-две. Да, ај уште една-две. Ај уште една-две. Па ај да довршам тука Лига шампиони нешто вака така и отидов 3 сата минимум. Да. Така да лошо и со тоа. Никош не сум снимал League of Legends на YouTube, само сакав да кажам дека си во тоа, да, не сум се пронаоѓал на YouTube да го снимам, нешто и Minecraft сум снимал. Тоа ќе те прашам, некои други како игри. тие некои ретро игри, Minecraft тука спаѓа. Ама влоговите биле нешто што ме влечело и мислам дека потоа сме препознатливи IB Production. Така што чекај сега, IB Production се поише души. По мојавето на почетокот, значи јас го кажам во множина затоа што во многу видеата биле и останатите од екипата. Да. Си ги ставаш во тој кош, во каналот фактички, како да се дел. Заедно, да. И на почетокот каналот сме го почнале јас и Иво. Да. После Иво излегва, да речам, од каналот, го превземам јас. Јас снимам видеа, ама цело време гостуваат во видеата и сето тоа. Да. Значи, некој од друштвото се почесто видеата, некој поретко, зависи кој како ќе сме се спојле, дали во Охрид видеата сме што сме ги снимали, исто ми биле интересни за снимање. Имаш вака омилено некое видео или неколку барем да ги издвоиш? Многу. Или влоговите па сите да ги ставиме во исти кош? Повеќето влогови ми се така. Со друштвото мислам дека се едни од подобрите, затоа што има смеење и тоа е 20% од тоа ние што го клаваме во видеото. Ако се клаи 100% тоа е лудница. Да. Предпоставувам, бидејќи го имаме правено истиот муабет и со Вања Лайф, не знам дали го знаеш. Тој е сега како понов на сцената, он е стример, не е поише со видеа, поише стрима, ама знае да стави некое видео. Добро.
Меѓутоа и он истото го збореше, он на почетокот стримаше исто така со друштво многу поише. Као пример ќе ги викне тука тројца, четворица, па ќе седат нешто, па некој ќе им пише од чат, не знам, дај земете нешто јадете на стрим, нешто ко макбенг, па не знам што друго, па земете пите, начукајте се или не знам што. И така и он вика најинтересни се тие видеа всушност од друштвото. Да. А еве така и со Васил ние. Тој сега не е тука, меѓутоа знаат и зошто не е тука, меѓутоа еве со него имаме кажано зошто почнавме, еве да ти кажам и на тебе. Баш вака знаевме, ние не се знаеме многу, 2-3 години дали се знаеме. Меѓутоа последнава година и пол знаевме да седнеме на кафе или небитно да се дружиме, па нешто не знам, ќе улета некој друг трет човек. Меѓутоа кога ќе седнеме ја и он, правиме муабет со сати, тоа 2-3 сата, 4-5, можда некогаш ќе се изгубиме со муабетот, па смеја ќе дојде некој шали, си имаме веќе изградено наши фори шали. И баш тука дојде идејата, он ми имаше кажано дека има пробано претходно 2-3 пати да снима со други луѓе подкасти, па не му успеало, па некогаш имало само пробна епизода, па се видело дека не иде, пример, муабетот. И му викам, абе глеј, викам, губиме по 3-4 сата, зашо да не пробаме, бе? И он рече, види, ја го имам пробано тоа 2-3 пати претходно, зашо да не и трети, четврти пат веќе. И ете, баш тргна муабетот и еве, не знам која епизода е ова, 20 и некоја епизода више. Плюс влоговите се тука вклучени, значи имаме некои 30 видеа сигурно. Вака како класични видеа, така да. Кога ќе почнеш со ова како постар, имаш некоја цел, ние толку рано сме почнале што немаш цел, не размислуваш ти. Еј, сега јас ќе имам 50.000 сабскрајбери, јас тоаш сум ги гледал претходно јутуберите што биле во Македонија и сето тоаш не знам ни дали никој немаше 50.000 сабскрајбери, колку ние сме имали 100.000. Значи саб за саб се правеше на почеток на 100%. Сакав да речам дека не сум размислувал ни за 10.000 сабскрајбери, не па за 50.000. Не си размислувал за толку сабскрајбери, а камоли за нешто за пари, за монетизација, такви работи. Само после кога си ги сконтав работите за пари, знаев како да постапувам. Да, па кога ќе влезе веќе парата во каналот, веќе е подруг моментот. Да. Така сум приметил за секој јутубер се менја и пристапот кон видеото малце и посериозно. Еве некој ќе каже, ние сме влегле тука на зафрканција. Ама ќе видиме, дај Боже, еве да тргне, па ќе видиме можда и како ќе биде целата, како ќе гледаме на работите, можда како ќе ни биде ова и можда класична работа. Ќе видиме. Сигурно ќе гледаме и на посериозно. Пример сега на нас ни е пристапот полабав. Ние не се спремаме се спремаме ние со епизодата, со муабет што ќе се прави, како ќе се прави. Меѓутоа не е толку сериозно со скрипта, со еве сега тоа ќе го правиме, па ти не смееш тоа да збориш, па ти ова, па ти она, не е толку стриктно, меѓутоа треба само план да си имаш, не знам, во следниот месец ово на ние. Тоа си имаме план. Сум имал тефтер толков со што треба да се прави, како да се прави. Добро, сега е веќе со телефонот. Сега јас имам на ноутс пример запишано. Мене тефтер ми е уште некако, не знам. Повеќе си со тефтерите? Па шо знам, да. Јас ми е некако. Тефтер некако за школа, поише за факултете, сега поише за такви работи, сум го користел и го користам. За некои други работи, за мои лични работи, што треба, не знам, пример, еве, не знам, со на Васил си имаме една шала, со, пример, колата да ја измијам, ако треба колата да ја измијам, си пишувам во ноутс. Пример, треба колата неделава да ја измијам и секогаш ќе си отварам, колата треба да измијам и неделава идам и... Јас кога ги нешто така треба како подсетник, си го местам како аларм. Значи аларм да ми звони нешто да го завршам и тоа е тоа. Јас порано сум правил и како ремајндер на календар што е, подсетник. Да. Ама сега пошто почесто отварам ноутс, се ми е на ноутс така да. Малце и можда и забегавме од темата, ама ето. Тоа е убавината на подкастот. Кај ќе замени... Не се знае, може и ќе завршиме до вонземјани, до вселена, нешто чудно.
Кажа како почна со YouTube-от. Да. Сакам да те прашам, еве, како почнавте да се запознавате со другите, со GP, со Стефанатор, со Иван Ајнштајн, еве, го Да. спомна. Јас би рекол дека преку YouTube, преку истиот преку YouTube се разбира. Да. Со Иван се запознав можеби меѓу првите. Значи тоа беше уште во Битола, кога имаше хип-хоп награди, Иван беше делото и тогаш се видовме, значи тогаш бев јас онака Тазе беше почетоци. тука почетник Да. скроз. А Иван исто така мислам дека тогаш почна поактивно да снима. Тогаш се запознавме, нешто влог снимивме она. Да. А со другите после некако природно се случи тоа. Можеби од нивен аспект тоа што јас го викав сега кога некој појќе ќе почне да се пронаоѓа во тоа што го прави, ќе се одбери во што сака да се насочи на YouTube. Мислам дека можеби и тие истото го гледале кај мене. Ако гледам сега вака наназад на пример. И природно се случи да се здружиме, да се Да се работува. да се запознам со нив и да снимаме видеа. Да. А било многу убав период. Памтам тие склопки, правевте многу видеа заедно со Да, Иван, да. па после почна и со GP, мислам дека исто имате снимено Да, видеа па горе долу јас мислам дека со сите. со сите така. Да. И вака, и пример, не сте, предпоставувам, немало некои споредби, пошто тогаш YouTube-от беше како многу заедништво. Сега гледам, читам вака по интернет, пример по Инстаграм да речеме, читам многу споредби, овој е некој, не знам, овој лошо снима, него бива, овој е подобар, овој е полош, овој е овако. Мислам дека во тоа време немаше такви Може би малци имало некои коментари, ама мислам дека претежно на YouTube е поздраво за тие работи, затоа што нема толку споредби. Мада има секакви, има се и се што така ќе речем. Иако јас со 90% ги почитувам и се комуницирам од време на време и уште се дружиме. Да, ама баш има секакви, значи со некој што не си бил толку близок, па ќе сте биле во комуникација, дали на пример ќе се оттргни во некоја смисла. Да, добро, со некој повеќе, со некој помалку, тоа е нормално. Да, има некој па на пример ќе станат популарни, па вика кој те шиша. Сега зборам општо, да, значи Да, не потенцираме. Што сум слушал. Да. На пример ќе стани популарен, претходно си му помагал, тоа нема. Да, го Нема снему. да те да. Едноставно кој си ти? Точно. Има и такви, и тоа мислам стана да речам. На почетокот мислам дека не било така, ама Сега почесто мислиш дека има? да, И јас, да, дефинитивно. тука се Сега сложувам. не пратам толку исто како кога сум снимал активно, ама мислам дека сега го е позастапено од порано. Да. Тоа сака да те прашам исто дали контактираш уште со другиве, да кажам. Да. Не толку често, ама да, и со многу од нив се комуницирам, се случува да му се јавам, да се видиме, и јас сум многу зафатена и тие се сигурно многу зафатени некој. Меѓутоа и ти, може би да студираше тука, ќе беше можда подруго, меѓутоа затоа што студираш у странство, знам како е, имам пријатели, другари, роднини у странство што студираат и потешко е. Да, Затоа што ти кога ќе дојдеш тука, гледаш претежно со поблиските да се видиш и со тие што сакаш да држиш контакт и да се гледаш вака да кажеме еднаш годишно или два пати годишно, не ти дава времето и условите. Мене ми е интересно тоа што има луѓе што една година, 2 години не сем, кога ќе се видиме истите сме, ме сваќаш? Да. Нема како некој попречување во разговорот затоа што не сме се виделе, не знам, 1 година, 2 години. Да. Туку буквално како вчера да сме се виделе, уште си сме истите, опуштени. Уште е тој истиот муабет, си го имате. Истиот муабет, да. Па тоа со Васил Да. викаме, ако си го имаш муабетот, небитно и 5 години да се немате видено, Да. кога ќе се видите, баш после 5 години ако не сте се виделе, ќе имате баш што да си кажете. Да. Така знам и јас така, кога не сум се видел со некој, пример, не мора да е година, и 5-6 месеца да не сум се видел, кога ќе седнеме исто ко вчера, завчера да сме се виделе,
а и баш кога не се гледаш почесто, баш имаш и што да си кажеш. Да. И муавет имаш, пример, ти можеш да му кажеш што си правил проследиве 6 месеци, зашто не знам што си правил, што си се подобрил, нешто може си имал проблем, па он ќе ти каже, па тука совет може некој ќе ти даде, ти на него, он на тебе и... Да, тоа е... Затоа, секогаш сум бил да се има што повеќе контакти у било каква ситуација. Не мора да е тоа, пример, да ти затреба некој човек, убаво е едноставно да имаш што повеќе контакти. Да. Са има некој што се само од интерес на YouTube е тако зборам, имало и такви, само јас сум се држал секогаш од тона страна да делам правди, да нели кога беа драмите, сите тие работи. Драмите. Таму може книга да се напише за се што се случува. Се претпоставувам нема сакаш да збориш за тоа YouTube драмата што беше до постите. Не ми е проблем за ништо да зборам. Не ти е проблем, пошто јас имам многу различни муавети слушано од тој тип. Па ете сега ги издебатираме. Еве ако сакаш кажи од твој аспект како ја гледаше ти таа цела ситуација и можда зошто се случи целото тоа. Да. Јас пробвам да сега претпоставам збораш за фамозниот YouTube македо шоу. Да, добро. А имало и други. Целото и се тоа после што се случуваше. Јас од секогаш мислам еве од моја гледна точка, јас се уште не се сметам за јутубер, иако сме веќе активно скоро година, добро, у мај правиме година, меѓутоа активни сме, еве, секоја недела има видео, ама искрено не се сметам се уште за јутубер и тоа можам да го гледам како следач и како гледач на јутубот и од моја гледна точка не знам како да го кажам, чудно беше, смешно беше и можам да кажам после тоа може да се каже се распадна јутубот во Македонија. Тогаш заврши, јас мислам првата генерација. Да, јас си го делам јутубот на две генерации. Таа беше првата и сега ова е втората генерација на јутуб. А покрај сите драми јас сум имал пракса да се држам настрана, значи да не влегвам во некој конфликт, јас сум избегнувал конфликт, затоа што пред се тука влегваше факторот да имаш прегледи, па да се крени фамово, на мене ништо тоа не ми требаше да имам прегледи. Значи ние да објавиме видео 50.000 прегледи, ко ништо можеш да имаш, можевме да имаме, затоа што сме правиле нешто што го сака публиката, сме биле харизматични за тоа, јас мислам дека цело време сме имале некоја добра порака и дека добро влијание сме имали кон помладите. Оти не гледа и деца, и родителите, и се, и кога се измешат, значи сите те гледале. Имаш и млада и стара публика. Да. И, значи, кај мене успеала праксата, тишина да збора погласно, тоа јас да сум се огласил за некоја тема. И буквално мислам дека, можам да речам дека, има и други јутубери, ама јас со ќутење сите работи се решиле онака, без да има некој конфликт онака, кој што сакал може да кажи. Па добро, види, и имаше неколку јутубери се огласија. Мислам дека GP имаше такво видео, он после подолго време го имаше објавено, бидејќи мислам дека и он исто како тебе сакаше да си се држи на страна. Да. Меѓутоа мислам дека сега јас ти кажам од моја гледна точка, мислам дека сакаше да се држи на страна, меѓутоа нешто го изиритирало и морал, мислам не морал, ама меѓутоа нешто го натерало однатре и го направи тоа видео, го памтам баш буквално како вчера да беше. Знам кој е тоа видео, ама исто така мислам дека и Стефанатор, сега не знам за другите, ама GP и Стефанатор памтам дека има објавено видео така и сега не ќе да заземам страни бидејќи не ја познавам ситуацијата. Можда ти ќе сакаш да ми појасниш? Јас сум си го решил моето што требало на соодветен начин, така што немам ни да заземам страна, немам никој ни да осудам, ништо. Значи, тоа што беше, тоа што јас си добив, и тоа беше тоа. И не кеш да... Немам никој ни да осудам, немам со никој конфликт. Секој што требало си каже нешто со мене си кажал, тој што си извинил. Так. Иако извинувањата
Да, не може значат некојаш ништо. и извинувањето и ништо да не значат. Па да, не значи. Мене, например, ништо Можеме посебно сега не ми ние тука да значи, се испокараме и на крај да си речеме Да, извини. ама не знам. Не сум некој што го памти то по лошо, не ми е ни нешто релевантно, немам ни ништото не ми значи моментално. То ми е буквално индиферентно. Гледам на то се што се случило. Те научило нешто од тоа, си научил нешто за понатака? Јутубот општо како бизнис и како работа Да. и како забава, да. И согледваш другите јутубери како ти, знаеш, после слушаш се, си видел се. И ама да, јас мислам дека може да те научи баги работи. За договарање, кај сум направил грешки, значи јас сум направил многу грешки. Од За договарање за видеа? за видеа, за организирање, грешка ми била да речеме голема што сум правил се сам. Тоа е втората генерација на YouTube, тоа убого согледа дека не можеш се сам да правиш. Значи дека Проблем е едноставно не можеш да јас најдеш време за се што сум правил, мислам дека тој термин што постои creator burnout. Да. Јас најмногу мислам дека си го сватив на себе што значи тоа. И можеби затоа не ни снимам поќе толку. Затоа што доаѓаш до некоја точка така на сега не ми текнува збор на македонски. Кажи, англиски. На словенечки ми текнува. Сега си три, како си като тријазичен. Дуа трио Да, сум се. дуа трио. Доаѓаш до степен кај што се презаситваш и после Да, малце тешко да се едноставно, опоравиш од тоа. Некој ден може и да ти пукне онака и... Да. Кој ќе правиш сам се е голема грешка. За понатаму за да Кажи ми вака, од што, пример, еве, може би сега не си до толку познат, бидејќи не си поактивен, да. меѓутоа порано кога си бил попознат, да кажеме, проблем е вака со слобода, со такви некои работи, и Да. ти доаѓаат деца, ајде да се сликаме, да си направиме муабет, па некој ќе те праша за совет, можда, еве и Иван Ајнштајн кажуваше Да. такви работи, дека деца цело време му даја, мислам деца, и можда и возрастни некој пат го прашувале како да снимам, како да почнам, па дали тоа некош може би ти било проблем, си сакал да едноставно никој да не те чепка кога ќе излезеш или... Публика, мислам, луѓе што ќе те среќава на улица секогаш имало. Значи, имало период кога било то преобемно и не сум некој што сакал многу да излегува во она. Еден период имаше кај што излегував, ама после баш си се трнав настрана скроз, значи. Епа, тоа би беше прашањето, дали тоа баш ти кажало едноставно и ти сметало да не излегуваш поише или пример Можда у Охрид? влијаело, ништо чудно. Да. Ама поголем проблем била безбедноста. Значи, затоа што бев помлад, на се наидуваш, сум бил Добро, во многу незгодни ситуации. Од секоја сум се извлекол со најмали последици. За мене или за нив. Да, за зборуваш предпоставувам за митапите или Не, за збораме било за, што? не знам, да За те на нападне улица. некој и А такви ти работи, да. имало и такви. Се имало. Уф. Јас мислам дека на многу јутубери тоа му се има десено. Значи имаш се, значи на 50.000 публика, да речеме како сабскрајбери или нешто ти имаш 50.000 сабскрајбери, имаш видеа што ти се по 100.000 прегледи. Имало период кај што Скопје не било тоа во ред. Не било безбедно да искочиш. Да. Вака и да, пример Скопје и е, Битола. сега еве јас за мене ќе си кажам не сме толку познати како канал и немаме таква публика. Ја можам да си излезам комотно на улица и да си се шетам или не знам што да правам, да пием кафе Да. у кафич. Меѓутоа ќе спомнаме на пример Лазаров, не може тоа да го направи. Да, претпоставувам. тоа во никој случај. Затоа што мора да си има конкретни каде излегува, каде си ја има повеќе слободата и Абе нигде излегување нају. па Јас сум подомашен човек, така што јас се држам кон тоа. Повеќе сум би кажал повеќе дека си интровертен или екстровертен? интровертен многу. Многу поише? Многу. Да, за мене јас поише, мислам, премногу сум екстровертен, може тоа кој да прашаш може да ти го каже тоа. И пример можеби ако да речеме
ситуација дигне каналот и се тоа, може тоа да ми биде некој проблем на мене. Порано бев по-екстровертен, не знам како, Да, со како- текот како на времето, помал. средно тоа се смени. И така си останав, повеќе сум по-затворен човек. Сега си позатворен тип. Многу повеќе од порано. Поради факултет или едноставно веќе не ти е тоа не. Општо Не. сум затворен човек. Да. Дали мислам во секоја улога што ја постои. играм онака, дали е то Дали е факултет, јутубер дали или е студент? Се, да. Кажи ми, дали сега еве YouTube, гледаш разни јутубери, мислам, дали пратиш активно YouTube, сега моменталнава сцена, јутуберите, други веш снимаат попознати, Сега, понепознати. знаеш како зависи дали се затоа што секој што објавува видео на YouTube е јутубер, ама има луѓе што објавуваат видео на YouTube Еднаш што објавува содржина која не можеш да го сврстиш како јутубер, иако е јутубер. така, Ме сваќаш како, например, не знам, песна дали или- вестите А, што вести? некои ги објавуваат само на YouTube се јутубери. па вајда не се, пошто Ама само на YouTube ги објавува. Ама контентот е таков што луѓето, содржината е таква што луѓето никогаш не се навикнати. Знаеш, јутубер снима влого, игра, тој е јутубер. Снима подкаст, тој е јутубер. Ама дали некој што снима вести професионално ги објавува само на YouTube, некој ќе рече дека е јутубер. како онда ги анализира и да ги Например, прикаже не или знам, само пример да... дадов, кој што имаш вести на телевизија, пример, имаш вести објавува само на YouTube. И дали е тој јутубер? Па, вајда е, не знам. Е јутубер, само многу луѓе нема да го сметат како јутубер. Да му речеш, ај дај ми што би снимал еден јутубер. Сигурно нема да речи вести за, не знам, за Македонија. Па добро, да, јутубер, кога ќе кажеш јутубер, одма се смета или гейминг или нешто влогови, Да, такви некои да. видеа или порано, сега не до толку, меѓутоа и сега знам некојаш да сретнам, исто така многу челенџи се правеа. Например, не знам, памтам некој Цимет челендж. цимет челендж или нешто, челендж љуто, го памтам. Да. Го памтам тоа видео едно GP и Bobby Beatbox што го направија со FIFA. Љута FIFA нешто како Тоа се се викаше. веќе многу одамно, да. Тоа е веќе ретро YouTube. Тоа се веќе почетоците, да. Меѓутоа, еве те прашувам за активно за денешниот YouTube, еве не знам Лазаров, Мандар. Јас некои- пратам јутубери, са не се некој може да твојата публика толку актуелни, во Македонија пратам. Пораме, значи, јутубер како најширок спектар на содржина. Значи, не за сите што зборавме сега пред малце што Не дискутиравме. гейминг, влогови и такви Значи, во работи. најширок спектар, да, пратам македонски и некои ги може некои што се поактуелни не ги следам, ама некои други има што ги следам. Актуелни да ги пратиш овие, некој Мандар, Лазаров, други, не знам, искрено Стефанатор, знам дека уште е активен. Па, Слабо или кој како? кој како? Добро. Баш еве Стефанатор го спомнав, пошто имате снимано нели видеа порано. Дали онака ќе ти текне некојаш и да видам што има снимано последно или баш поради оврските и немаш толку време Значи, на јас тие работи. да некојаш размислуваш. излегват рекомендед видеа што објавуваат јутубери, некојаш така ги дзирнам нешто. Да. Помалце пратам, многу помалце од порано, ама следам што се случува општо така помалку на сцената. Така, супер. Оти си правам јас некои анализи, затоа што сум имал искуство со YouTube, не знам, 8 години да речеме, и согледвам работи кои грешки се направиле во првата, да речем, фаза на јутубери, првата, како ја нареков преѓе, Прва генерација. прва генерација Да. на јутубери, и Да, втора. фактички втора генерација. А ова е втора генерација според мене. Така јас не знам, концептуално сум Така си ги имаш поделено. да. Имам слушано и спорано ваков муабет како прва генерација, втора генерација. Можно е, ништо чудно. Така да Гледам не... што паметно направиле втората генерација, што ние сме утнале. Па, И уште некои јутубери може ги прати сите грешки сега. Јас од некои од прва генерација си останали во втора генерација, ама има некои што сум се огледал што грешки правеле или што работи што јас поинаку би ги направил. сега што ми текнал меѓу време. Пример за заборав. спонзори, тоа е еден пример што Што за спонзори? многу според мене погрешно го прави.
Ама сега многу го имат мислиш дека согледано. почнаа многу спонзори да искачаат или? Сега има многу спонзори, значи првата генерација на јутубери мислам дека го направи патот и другите само многу полесно го проодија. Да, сега мислам дека можеш полесно да пристапиш кон спонзорите. Да, затоа што тогаш тоа што зборавме за публиката, значи тоа што требаше да ја донесеш на YouTube, сега е веќе на YouTube. Да. И само треба да ја повлечиш кон твојот канал. Да. И сега многу сега побозно да се продат, поскапо знат да се продат. Јас од секогаш сум гледал да се продам скапо. То дефинитивно. И јас сум направил грешки кај што не сум направил работи кои што треба, ама претежно мислам дека сум направил, да речеме, повеќе од пола ред. Што иако гледа сум, например, ето ова една приказна спонзор. Значи јас имав пракса, има одредени работи што по никоја цена не би ги рекламирал. Значи во никој случај, по никакви услови, некој Можам работи да не ги- претпоставам што е тоа. Пример? Мислам, нема да коментирам дали е тоа или не е тоа, ама ме интересира. Мислам дека брзи кредити или такви некои кладилници не би спонзорирал. Конкретно ти. Тогаш не беа тие уште толку актуелни, тие се сега понова работа. Да, тие се сега, меѓутоа И некои други така работи. размислувам веќе кога Да. го кажа тоа, така според муабетот и така чувство Ете некој еден имам пример дека ќе дам покрај другите работи што биле нудени, на пример за цигари да рекламирам. Не. Тоа не би прифатил во никој случај, значи сега возиме точаци. да, Јас и ти гледам цигари. Од кога станавме актуелни со возењето точаци по планини, значи по Ридој, Пелистер, Мариово, Смолево, Битола, кај да сме возеле, Стрежевско езеро, кај што сме спиеле, сегде, значи кај да сме возеле, и сваќаш дека тоа има ефект, многу деца те застануваат со точаци, мене ми се чини, ја кренавме свеста до некој степен за точаци. И многу Да, Битола па, повеќе почна да тоа, се за точаци тоа. и други фактори. Ама мислам дека кај најмладите тоа влијаеше да возат повеќе точаци. Сега не знам, ако некој не се Ако некој согласува не со се тоа, може согласува, да некој каже, да. ама јас мислам дека доста влијаеше тоа кон публиката. И општо мислам дека нема местото на YouTube, поготово не кај мене. Така. И се што сакав да кажам? Муабето За- беше за Тоа што ти кажав ја за брзи кредити или нешто. да, пред тоа зборавме за една За што публиката. Да, за рекламирањето, за спонзорите. Да. Ми нудеа еден производ што се вклопваше да го рекламирам. Нудеа цена, таа цена беше смешна, јас не ја прифатив. И во видов друг тој што го период, рекламираш. во тој период била смешна или сега е смешна? И тогаш, а сега е веќе комично. Сега да, сега е више. Сега е друго ниво се сега. Добро, И видов дека друг јутубер, што и да бил, ја прифатил? ја прифати и се изрекламира. Па добро, ете за него. Сега треба, знаеш, да си се цениш малце. Па тоа баш и ќе те прашам сега дали Ама и тие јутубери научија после дека треба да се ценат поише. да се ценат поиќе, да. Дали мислиш дека сега е тешко да се пробиеш покрај повеќе јутубери еве како што се Потешко ги е, спомнам да. Мандар и Лазаров, они се пробија многу побрзо и многу по, да кажам, ефикасно. Еве, пример, ние веќе скоро година ќе кажам активни сме и се уште сме на почетокот, можам да кажам. Колку има да сабскрајбери моментално? Колку има? Сега моментално има 181-2. Сега Меѓутоа, кога ќе се објави да- видеото, може поише ќе има. Да кликнат subscribe, да манат лайк. Да. Фала. Се надам дека ќе го направат тоа на крај секако, Да. како и секогаш кога го одјавувам видеото, пак ќе си кажам. Јас мислам дека општо на глобално ниво е потешко, затоа што се смене стилот, дојде тој мистер Бист тип на видеа. Тој големи промени направи како. Значи тие промени, добро се и алгоритмот на YouTube се менува во одреден период, значи не е истиот алгоритам како функционира препорачувањето на видеа пример. Имаш еден период кај што и да објавиш не беше гледано толку. Значи сега не знам кога беше тоа онака година, ама така не знам дали алгоритмот беше променет, дали тогаш мистер Бист стануваше популарен, па публиката имаше други очекувања. Многу чудно беше, не можеше буквално што и да објавиш немаше толку прегледи колку што. Да го објавиш во друг период, многу поинаку ќе беше. Добро, сега дали дека
јас искрено гледам премногу подкасти на сценава, Мгм. така да исто и влогови можда. Сега ако имаш добро видео ќе би гледал. Тогаш ајде не по случајност имало сигурно. Како некои мислиш причини. добро, како квалитетно или добро у смисла со тамнейл, со наслов некако да привлече публиката или без разлика тамнейлот и насловот да како кога ќе го отворат да биде онака окей за гледање. Како мислиш тоа дали Или по квалитет, на пример, не знам, квалитетот на видеото, на звукот, на тоа, сакам да те мислиш- прашам у која смисла да биде квалитетно. видеото? Да. Видеото може да е квалитетно и со содржина. Значи Да. не е сакаш камерата, туку Тоа сакам содржината. да те прашам, дали мислиш опремата влијае или едноставно до содржината и до, пример, еве, подкаст пошто правиме до муабетот или не знам зашто. Се игра голема улога, значи и камерата е битна, и опремата е битна, и муабетот е битен, и да си опуштен е важно, тоа публиката да го забележи. Да, Сите тие работи се јас на важни. почетокот имаше као пола саат можда пред да снимаме со Васил, беше као чекај сега ќе снимаме. Малце по така ригорозен бев, меѓутоа сега буквално Постегнат беше? Да, постегнат, по ригорозен према себе, како да кажам, не знам. Меѓутоа сега искрено кога пројде колку не знам 7-8 месеци се пројдени, буквално ставаме камера, снимаме, лабав сум, опуштен сум, зборам Да. што ќе ми дојде на памет. Мислам, добро и тоа што е планирано, ама и еве пример сега ако ми дојде, ако ми улета некоја мисла, пример тебе да те прашам конкретно, Да. ми доаѓа, ја памтам и те прашувам одма. Да, па со текот на времето и јас мене и ова ми е чудно затоа што јас никогаш вака не сум снимал нешто долго некој разговор. Ама се опушташ Тоа ми е како следно прашање, дали имаш гостувано на некои претходни подкасти или ова ти е прво? На подкаст како ваков формат мислам дека е прво, ама знаеш на телевизија На некогаш интервјуа, имаш да. долго интервју и видеа некој, ама после долго време ми ова да. Така. Сега сакав да те прашам за YouTube-ов, дали да очекува публиката твое враќање, дали можда... Публиката ништо да начекува, ни Да не враќање, очекува. ни идење, ни одење, Ништо. ни не знам. А дали вака, пример, си имал некојаш помисла, пример, ти зафалело снимање, едитирање, монтажи, такви Па, објавување на и видеа? да и не знам. Мене ми е малку смачено монтирањето. Значи, Тоа е тоа што многу го видеа кажеш биле дека направени. си се Презаситил, од толку работа Да. што си правил видеа и све тоа. Според Веќе ти мене, има малци искиснато. да, многу. Затоа што кога ги правиш сите работи заедно, после веќе нема, се губи ефикасноста и тоа е тоа. Има ефект тука факултетот? Дефинитивно, дефинитивно. или Ама јас и пред едноставно- факултетот малце така бев. Едноставно си снемал веќе идеи и плюс тоа што викаш ти, пошто премногу монтирање и работа и се тоа позадински што не го гледа публиката. Да, знаеш како, тоа сум ти почнал, кажало. сум почнал да работам и други работи покрај YouTube, што знаеш како правиш една работа, време и нешто друго да направиш. Значи јас јутубер, сад 20 години јутубер. Како почнуваш други работи, јас многу, ето, од првата генерација. Многу јутубери што снимале на YouTube и сега прекинале или не се толку активни, започнале да прават нешто друго што многу се успешни во тоа што го прават, например, добро моди. Значи испаѓа дека јутубот на онака подолга стаза ти е било како само одскочна даска за нешто друго да си направиш во животот. Добро, Многу меѓутоа јутубери си снимале видеа, почнале нешто друго, како и јас во таква ситуација што сум сега, и си го продолжиле тоа другото, само јутубот бил некоја основа. Не мора да е поврзано со јутубот. Само ете јутубот може те изградил онака и само си тераш. ти изградил можда како личност и можда ти дал некоја насока за понатака представа да имаш што би работел или како би го живеел животот, да кажам. Да.
Тоа го знам, сите што престанале со YouTube просперирале на друго место, голем дел. Са не значи дека како се останал на YouTube не си онакво, ама сакам да кажам дека и тие што престанале. Меѓутоа еве има зошто. YouTube како YouTube, ако сакаш да останеш активен на YouTube и меѓутоа и да имаш резултати, мислам дека мораш да ги следиш и трендовите, мораш и многу Да. да си активен и да ставаш цело време видеа. Мачна работа е во секој случај. А мора и, мислам, Па технички мора да те погоди и алгоритмот. Пошто ако не те погоди Да, алгоритмот, да, бе, и тоа што треба да- викаш некој период што немало Не прегледи, функционираше нешто, едноставно џабе си се мачал едноставно. Да. Треба многу работа да се поклопат, тешка работа е во секој случај ако правиш се сам, треба период дури да имаш можност да правиш со појќе луѓе. Ама е интересна работа. Еве ние моментално сме тројца во екипа, Мгм. а дали ќе се прошириме, тоа оставаме да покаже времето. Какви потреби што ќе има, така ќе се шири. Да. Да. Ти кажа студираш у Словенија, Да. мислам, ја тоа го кажав. Да. Ти го потврди само. Дајте примери тоа. Не се знаеше толку јавно. Немаше представа ти дека ќе студираш у странство или од Во секојаш? краток период се одлучив. Сакав на финки. Ќе бевме колеги. Ќе бевме колеги. Да, се заедно ќе учевме. Да, јас многу сакам, значи сум студирал, уште студирам Словенија, паралелно да живеам уште еден живот да видам на финки што би било. Па, на финки. Нема зграда, тоа ќе ти кажам, и малце е мачно со простории, и некојаш се случувало просторија некоја што е за 30 души, внатре да има 100 души. И се носеле столици од различни кабинети и се стоело многу души. Пример, некојаш се знаело, знам ова и од претходни генерации, знам и од лично искуство, одиш на предавања, треба да отидеш пола сат порано за да фатиш место ако сакаш да седнеш. Ако не ќе стоиш едно сат и пол колку што е предавањето. Пошто предавањето е пример 2 предавања се, ама поделени се пример 45 минути, па пауза 10 минути, па пак 45 минути и малце е зезнато. А машински факултет не дели простори? Дели простори, електро и машински зградата што е, исто така и ова што е технолошки зградата. Делат со финки, меѓутоа некојаш знае да им треба на нив, а они имаат предност нормално пошто е нивна зградата. И некојаш знае тие бараките што се, не знам дали ги знаеш, тука кај машински, кај електро, има како бараки 2 или 3, сега не мозокот ми блокиран. 2 се сигурно, за 3 не знам. Меѓутоа, тука се тие како главни простори на финки, доколку се зафатени технолошки и машински. И тоа е све плански направено у текот на јули-август, да се знае од октомври која просторија ќе биде што како. Само тие таму се опремваја бараки пред неколку години или? Опремени се како со проектор и со А лаптопи си носат. дали имало некој дел пред 3 години што се опремвал таму отприлика? Не. Не? Не. А има намера да има некоја сопствена зграда, факултетот? Види, таа зграда што е наменета за финки, таа се гради, мислам дека веќе 10 години, ако не и повеќе. Кај економски правен, знаеш кај се? Кај Бит пазар. Да. Па тука тој дел што е спроти, како вие што се судовиве, па спроти тука има неколку згради. Значи нема да е на истата локација кај што е сега. Кај Мавровка има Мавровка, знаеш кај? Прилика знам. Па тука има на ќошот една зграда, буквално се гледа распадната зграда. Таа е на финки, таа треба да е на финки. Да, не знаев дали ќе биде на истата локација кај што сега е факултет има план или на друга локација. Не, на таа локација кај што фактички меѓу Бит пазар и Изгейт, тој дел тука што е. Таму има неколку факултети, економски правен, знам дека се таму. И тука има план на ќошот да е финки. Меѓутоа сега буквално да поминеш сега ќе видиш една распадната зграда. Зошто така? Не распадната, туку во градба е веќе 10 години. Не знам зошто е така, закочено е, уствари не знам дали е закочено градењето, меѓутоа така си стои 5 години сигурно, еве, да не бидат 10, 5 години сигурно.
ако не и Финки нема простори, битно дигитална трансформација држава да ќе добие. Да, и по 1000 и кусур студенти се запишуваат годишно на Финки. Добро, Тоа е малце како бизнис направено зато. После сега да не кажуваме со статистики, со анализи колку си одат, колку остануваат, колку дипломираат, меѓутоа Тоа е за да се наполни да се плати семестрите, да се генерират пари. 1000 сигурно на се толку запишуваат. запишани, на толку семестри платени, на толку испити што се плаќа, јас не знам како не е зградата направена. Добро, не знам како се распределуваат пари за тоа, од кој зависи тоа, ама Парите може да идат на друго место. да. Така, Значи, не сме ние многу стручни да ги збориме овие работи, меѓутоа како граѓани што гледаме од страна што е како е, да Јас дадеме ги некој разбирам коментар. убаво тие работи како функционираат. Ти разбираш така, да. Можеш да дадеш поише коментар. Да. Мене треба да има нова зграда. Мора да има нова Нормално зграда, затоа што факултете е... и плюс по 1000 души годишно да ти се запишуваат. Небитно сега- после колку си одат. Да, тоа што се запишуваат 1000 души годишно, тоа е веќе друга тема и друга проблематика, затоа што зошто се запишуваат 1000. Значи, дали ги примаш сите, па да се платат семестри и да се запишат, или што? Побарувачката е голема. А добро, ама мора да имаш некој критериум, се побарувачки има, не знам. Во Финки, буквално, барем мојата година кога се запишуваше, мислам дека немаше одбиен. Сите беа прифатени. Тоа значи Ако не си се упишал ти на тој смер што си аплицирал, на другиот сигурно си бил прифатен. Значи нема критериуми, никако. Да. Затоа, пример, другите факултети немаат кадар. Немаат ни студенти, немаат. Треба да има Имаат, критериуми. пример, технолошки, ја колку што знам, од другарки и другари што ми имаат кажувано, се 10-20 студенти година. Или усмер, сега не знам како ми кажува. Треба да си има критериуми, треба да има, не знам, толку и толку. Исто и правен, од Васил што знам, има кажувано толку, негде, 20-30 души. Сега пак не знам дали по смери или по година, ама толку негде. А Финки, например, ете во трета година колку има студенти? Од 1000 ако биле запишани? Па сега, може би се останат и некои, што знам, 300, 400, 200, 300, 400. Значи, очекувано е, јас очекував тој процент да падне, значи Да, околу 60% е очекувано Да се да се откажат. Ама 1000 студенти да го примиш ти секој што аплицирал, тоа е малце сумнително. Книги треба да купувате? искрено ја имам купено од овие 4 години на факултет, 5 ми ова, вкупно 2 книги дали имам купено. Значи се си е Значи буквално... тој бизнес повеќе функционира кај другите факултети. Да, онлайн си е све, PDF фајлови, Word документи, не знам што друго, PowerPoint презентации, глупости, се си е на сајтов, на iNow. Треба и другите факултети тоа да почнат да прават. Па треба, ама на нив можда не им одговара. Не, да. Да, почнавме да збориме дека ти студираш у Словенија, сакавме тука да направиме некои споредби, како е да се студира во Словенија, ја да ти кажам како е тука, ти да кажеш како е таму. И еве да кажеш како се живе, студираш во Марибор или во Марибор? Како е Марибор во споредба со Скопје, со Битола? Јас Скопје си го сакам. Значи Македонија општо ми е убава, Скопје си го сакам баш. Марибор студирањето е тешко, како и сегде имаш обврски ова, она што треба да се завршат, сигурно и на Финки има, ако седнеш да работиш имаш обврски. Да. Оди, супер е. Тоа. Значи нема. Кратко и јасно дека Нема што многу да се раскажува. Нема, одиш си на факултет, гледам да завршам се најбрзо што можам за да си ги завршам другите работи тука. Тоа. А ти кога ми кажа дека си исто како мене на програмирање, на такво нешто, искрено не е дека се зачудив, меѓутоа убеден бев, не знам дали некој ми имаше спомнато или кажано или не знам, убеден бев дека си на нешто на режија, на филмско, такво нешто. Не, какve филм. Да, дали можда ради јутубот и пошто Може, снимање не тука знам. нешто сум си поврзал работи,
Меѓутоа, убеден бев, еве, можеби не 100%, меѓутоа 90% бев сигурен дека ти си на нешто такво, дали режија, дали филмови, дали нешто такво. Не знам, тоа е... Монтажа, еве, може Сите што знаат, што ме познаваат, знаат дека нешто студирам, онака, дека не сум на... Да, ама тие лично што те познаваат. Да. А сега, публиката, да ја кажеме твоја, може да си прави најразлични муабети. Предпоставки, да. Да. Од тоа што гледав по Инстаграм што имаш постирано, видов баш дека имаше стајано нешто со програмирање. Може. И баш искрено си реков, пошто видов некои јазици тука програмски познати ми се, нели. Веќе и си викам, значи јас сум бил со некоја грешна информација. Да. Програмирање и тоа. Добро, ако имаш нешто друго да кажеш, Друго, слободно, ако ме ако прашаш, ќе ти кажам, вака да го не. привршуваме, еве саат време снимаме. Искрено тоа е сосема доволно за муабет. Да. Си помуабетивме убаво. Ако немаш што друго да кажеш, ја би го превршувал овој. Да, размислам вака дали имам нешто да кажам. Нешто интересно сега поново, нешто од порано, некоја случка, нешто... Еве можда некој јавен совет према мене или советите ќе ги чуваш за после за зад камера. Да, си дискутиравме пред да снимаме. Да. Ништо, тоа е тоа, да секој да си го прави тоа што сака, си се труди во тоа што си го прави. Дали е тоа факултет или не е факултет, сега не знам, тренд е и луѓе да се запишуваат на факултет. Добро, да, така Стана некој критериум дека ако не си запишен на факултет, си не знам. си пропаднат. Пропаднат и не, добро, са тоа веќе ептен. Не пропаднат, ама дека немаш некоја идеја. Да, ама не е тоа точно, јас мислам дека не треба тоа така да се шири, дека не треба факултетот да е... Тоа е, јас мислам за во Македонија поготово, затоа што е уште со плаќање. Треба да е бесплатен, и ако е бесплатен, мислам дека тоа ќе се А минимизира. у Словенија е бесплатно? Да, Бесплатно, така. образованието е бесплатно. Супер. Тоа е Само тука што- разлика, овде плаќаш семестар, не знам колку се плаќа сега еден семестар. 100 евра е ако си на државна, 200 е ако си на приватна. Семестар? Да. Па книги не треба да купат. Да, некои факултети мораат, пример правен, економски, знам Треба некои бесплатно да се книгите. тие се фиксно мораат да купат книги, иначе немаат од кај да учат. И тие се преведени од словенечки, од српски, од хрватски. Не знам, или од англиски. Јас вака што имам отворено книги на ДИВ факултетот, што имам другарче, гледам од кај се преведени книгите. Како се Словенија? преведени, дали некој лектор, ова, она, И дали се добро дали преведени. се добро преведени, дали има печатни грешки, дали има граматички, секој стил на грешки, да речеме. Добро, сега претпоставувам тие што преведуваат знаат, си ја знаат да си ја Абе. вршат работата, ама Се е тоа на брзина направено, треба бесплатно да е сето тоа. чиме Дефинитивно. па И кога ти ќе ги имаш соодветните студенти, кога не примаш за да ти се запишат на факултетот за да го платат првиот семестар или 2 семестри или 3 семестри или 4 да се тегнат да сватат дека тоа нема да го прават, да, тоа од старт да се си добива факултетот да примаш тие што треба, на тој начин ти не треба да печатиш тони книги, треба само за тие што се, мислам колку и да се и тоа си е треба да си е бесплатно и тоа е тоа. Да. И да има зграда финки. И да има зграда. Добра порака. Нека ја направат зградата. Финки, па мислам дека искрено од мене уследниве 5 години нема да биде готова. Затоа што ја влечкаат со години, така да можам вака да подпред некоја предпоставка дека нема да биде готова Тоа уследните да, години. тоа се знае како се прави за да има зграда, како се решаваат тие проблеми. Тоа е друга Друга тема, тематика. да. Ако Тоа, немаш like, share, subscribe Да. на јутуберското материјал, да се кажеш. Ако немаш стварно више што да кажеш, да привршуваме и тоа е тоа. Готово. Фала ти што дојде, фала ти што гостуваше. Нели како што кажа ти на почеток си го одржа ветувањето. Да, Сам- мораш. Не беше тоа ветување, меѓутоа си го одржа Пак ветениот бевме во збор. комуникација, беше очекувано и Само не се знаеше кога. Не се знаеше, значи до последен момент, идам порано, покасно, Да. нама дојдат. Сега ова видео да ти кажав, очекувај го негде за 2-3 недели од сега. Кој ќе го завршите тогаш? Кога ќе биде објавено, ќе ти пишам, Мгм. ќе претпоставам дека ќе го видиш сам. Да. Дечки, вие фала што гледавте.
Фала на поддршка, лайк, шер, субскрайб, како што кажа и он. Поздрав до публиката твоја и до... Поздрав и Сите до нови што ќе се твојата, и до придружат. твојата публика. Да. Се надевам дека ќе биде и од твојата публика е видено. Како што кажав, нели, ајде да не го одолгуваме најавава. Фала што гледавте. Објавата. Да. Сега се одјавува. Сега да. А јас што кажав, објава? Објавата и најавата. Небитно е, од толку зборење искрено и Па почнува сега да се тоа е. буниш, ама како и да не одолговлекувам, фала ви што гледавте, фала ти на тебе уште еднаш што дојде, како што кажам, он уште еднаш, лайк, шер, субскрайб и гледате другото што има на каналот, има интересни подкасти и влогчиња. И исто така пратете што ќе биде следно на овој канал. Како и да е, дечки, уште еднаш поздрав, се најубаво се гледаме во следно видео. Чао. Поздрав. Тоа е тоа.